Почитувани господа од ВМРО ДПМН, ниту ние имаме слабо помнење, ниту вие знаете што зборувате. Очигледно сте го изгубиле компасот. Смешно делувате во јавноста кога кажувате дека поради вашето лошо помнење ние сме биле на власт во општина Тетово. Жално е што ова не е во категорија ниту на вашите спин игри, туку едно обично лаичко непознавање на состојбите и се обидувате со лаги и манипулации да ги придобиете симпатиите на граѓаните на Тетово. Ако немате копија од коалицијскиот договор во вашиот општински комитет, можете да побарате копија од вашиот коалиционен партнер ДУИ или во архивата во општина Тетово. Пред 4 години партиите ДУИ и ВМРО ДПМН формираа мнозинство во Советот на општина Тетово и заеднички го избраа претседавачот на Советот од редовите на ДУИ. И вие владеевте во истиот тој Совет изминативе 4 години. Ние имавме само 3 советници во Советот и со ниту една партија немаме потпишано коалиционен договор, ниту со ДУИ, ниту со ДПА, а ниту со вас. Ние не се служиме со неаргументирани напади, туку ќе ви одговориме со аргументи. Господа од ВМРО ДПМН, ќе ви поставиме неколку прашања. Дали помошникот на директорот на Основното училиште Братство Миѓени е од ВМРО ДПМН или не ја признавате за ваш член? Дали помошник директорот на гимназијата Кирил Печиновиќ е ваш член или не ја признавате? Штета ако не признавате вакви ваши големи активисти кои пред 3-4 дена го делеа вашиот пропаганден материјал на нивните ученици. Почитувани, прашање е кој треба да даде одчет за сработеното во изминативе 4 години. Очигледно се обраќате на погрешна адреса и упорно продолжувате со лаги, дезинформации, шпекулации. А за проблемите со сметот и депонијата, водоснабдувањето и другите комунални проблеми, прашајте го вашиот член од редовите на ВМРО ДПМН, кој вие, заедно со вашиот коалиционен партнер, го избравте за член на управниот одбор во ЈКП Тетово. Вашите архиви се најдобар доказ за фактот дека сте имале членови на управни одбори и во други јавни претпријатија. Граѓаните може сами да проценат кој во овие 4 години бил на власт во општина Тетово и кој всушност треба да даде одчет.